Николче, дали ќе може преку Facebook, например, да постави некој прашање, ако се интересира? Така, сите кои што сакаат да постават прашање, тоа може да го направат на 0703034437 на телефон или на Facebook во коментар, на Viber, како сакаат, така можат да ни сконтактираат. Се разбира, сите прашања ќе бидат презентирани тука и ќе се потрудиме заеднички да ги одговориме. Прилепчани, а и пошироката пелагониска јавност се интересираат за Победа. Нормално Победа е бренд на Прилеп, Победа е бренд на Пелагонија, на Европа и на светот. Добро, сега стартуваме со разговорот. Јас кажам дека представникот Победа, а тоа е голманот на фудбалскиот тролигаш Иван Николовски. Добар ден, добро дојде во студиото на Радио Телевизија Пела. Добар ден, добро ве најдов. Ми е огромна чест и задоволство за денешното присуство. Ќе обавиме еден реален, еден добар, искрен, чесен разговор за нашата најмила, за црвено-белата боја, за нашата Победа, во кој се надевам многу од гледачите ќе уживаат и ќе имаат прилика да се соочат со една вистина во која моментално Победа живее. Да, сигурно ќе дознаат некои новости, нови моменти околу клубот и она што сите го очекуваат да го дознаат. Па, јас предлагам да почнеме вака. Последен надпревар беше во саботата. Да. Првенствено коло 24-то, Новаци Победа 0-0, освоен бод на гости. Какви се впечатоците за ова што се случи во Новаци? Нормално дека бодот за нас како екипа која се бори моментално за опстанок е значаен и е голем. Секој бод надвор од Прилеп е за нас значаен. Сега морам да напомнам тука дека е жално што Победа моментално се радува на бод надвор, се радува на бод дома. Не е таа Победа која била некогаш доминантна, која многу постари прилепчани кои се соживуваат со неја ја имале простор да ја гледаат. Сега во моменталната ситуација бодот за нас е голем. Нормално после пораз дома, еден шокантен, морам да кажам, пораз од Вардар Неготино дома, е резултат 0-0 со Новаци кој потполно ни одговара и кој не врати во живот и со поголема мотивација за ова недела да истуркаме онака како што треба. Тоа е професионално и да го дочекаме противникот во сабота. А можеш ли Победа да стигне до 3 бода во Новаци? Или ова е сосема реален исход? Реален резултат 0-0, значи имаше по некоја шанса и од нивна и од наша страна, но мислам дека после 90 минути плюс продолжение реалниот резултат е 0-0. На овој надпревар реален резултат 0-0. Ме интересира како го надминавте она што се случи пред 7 дена со Вардар Неготино, пораз дома и сега следува, би рекол, прилично и тешко гостување кај Новаци, бидејќи директен конкурент за место она што е спасоносно. Добар факт е дека во соблекувалната покрај поразот, нормално, ние меѓу нас во соблекувалната си кажавме лошите и добрите страни после надпреварот со Вардар Неготино. Да речам, се искритикувавме на еден позитивен начин, на кој што може максимално со една друга енергија да се насочиме на Новаци. Така да... Значи не ги побаравте причините надвор од клубот, туку внатре, тука околу се... Добра е ситуацијата во клубот што сите сме млади играчи во кои меѓу нас нема ниту грам љубомора, а ниту па нервоза. Надпреварот се изгуби, да, се искритикувавме, нормално и шефот на стручниот штаб Столе Магловски не искритикува за работите кои ги направивме погрешни на надпреварот и не пофали за добрите страни после Вардар Неготино, али кога земеме се во целост, заклучивме дека тој надпревар треба да се остави во минатото и да се гледаат надпреварите после Вардар Неготино, заради тоа што моменталната ситуација е многу побитна од тоа што завршило. Тоа што завршило ние не можеме да го вратиме. Се изгуби надпреварот, се завршува и се продолжува понатаму.
Така да мислам дека тој надпревар, да, не болеше поразот многу после Вардар Неготино, но добро е што се надмина во најбрз можен начин. Иван, морам да те прашам за тоа дека општ впечаток е, а твое мислење бара, општ впечаток е овие што ја сакаат победа и фудбалот, дека фактор најсилен во победа е одбраната или играта во одбрана. Наспроти, играта во нападот, а за тоа зборува и статистиката дека 9 кола пролетни помина, само 4 примени гола. Дали се согласува, како гледаш нова? Се согласувам дека е така и ми е мило на еден начин. 9 утакмици, само 4 постигнати гола. То се 5 утакмици без примен гол. Тоа значи дека сите работиме за да го сочуваме голот. Моментално сме во таква ситуација кај што ние сакаме и мораме да го чуваме нашиот гол. Сега знаете како викаат напаѓачот е првиот. Дали такви играчи има победа или па таква тактика? Не, тактиката е победа да нападни на секој надпревар. Но веројатно дека нападот е најдобар одбрана, па можеби затоа се чува голот. Со Неготино пак ќе се навратиме на тој надпревар, Неготино имаше 2 шута во оквир на гол, од кои има само постигнат гол. И тој гол му донесе 3 бода. Ние имавме 6-7 зрели ситуации, 100%, али не поентиравме за наши 3 бода. Така да можам да кажам дека голем фактор играме сите 11 плюс замените за да го сочуваме голот. За да се чува таа нула. Ретко се случува во победа ваква статистика во поглед на одбраната, значи на примените голови. А мораме да кажеме дека се соочуваше победа со многу силни противници. Точно. Македонија, Ѓорче Петров, Брегалница, Башкими, Охрид, Арсими. Точно се сложувам апсолутно. Значи прво наведените екипи што ги кажавте се уствари се од горниот дел на табелата. Се уствари од горниот дел на табелата кај што го имаат и најголемиот буџет и најискусните играчи и сума сумарум сето кај нив е подредено во еден ред. Е подредено на начин на кој што му дозволува да се во горниот дел на табелата. А ние се справувавме со многу големи проблеми овдека и на Ѓорче му земаме 3 бода, на Башкими одиграваме нерешено, на Охрид одиграваме нерешено, Арсими губиме само 1-0 и тоа е една голема заслуга за сите кои работевме во клубови, кои се уште работиме. Е голема заслуга за тие добиени бодови со горе пласираните екипи. Ајде да искоментираме и обратно. Сега нападов само 3 постигнати гола на 9 меча. И то 3 постигнати гола, 2 се против Ѓорче Петров и 1 е со Борец. И тоа со Пресврт. Со Пресврт, да. Па добро. Значи од 1 март сега сме кои веќе 13, односно 12 бевне во саботата. Од 1 март до 12 април победа не постигнала гол. Значи ли тоа дека сепак концентрацијата и квалитетот на екипава е во одбраната наспроти она во нападот каде што се очекува да има опасни акции и голови? Не е баш и лесно да се води една ваква екипа која кажавте за нападо, а моментално победа игра без шпиц. Единствен шпиц ни е Филип Димовски, кој е во стартните, да кажам, 11 и то поради недостиг на играчки кадар. Филип Димовски игра неприродна негова позиција, игра по лево крило. Така да победа моментално стартува без шпиц. Можеби тоа се должи на статистикава точно така. Од 3 гола. Точно така. Победа не игра со класичен шпиц.
Не игра со класичен шпиц. Ниту еднаш само со Башкими стартуваше со Салим Арифи, каде што е класичен шпиц, класична деветка. Но тој е премногу млад. Премногу млад. 18 годишен. Точно така. Моментално тој игра и за младинците, вчера го гледавме и со младинците, за младинците играше. Точно. Често пати и за младинци и за сеньори. Поради недостиг на играчи стартуваме без шпиц секоја утакмица. И затоа можеби се статистиката е таква каква што е. Го спомнавме тој дуел со Пресврт, со Македонија Ѓорче Петров. 0-1 беше, па 2:1. Дали тоа можеме да кажеме дека е најдобриот меч на победа одигран? Убедливо најдобриот меч. Психички, физички, тактички, секако најдобриот меч. Заради тоа што и многу од публиката го осетија таа енергија која беше во теренот натре. Му правиме пресвртна екипа која е број 1 моментално во втора лига. Како играчки, така и финансиски, секако. Правиш пресврт на прво место екипа, така да одличен резултат за нас, одлични 3 бода и морам да кажам дека многу пред надпреварот не отпишаја на тој надпревар. Али го докажавме спротивното и сме многу горди на 3 бода и убедливо најдобар надпревар, убедливо. Како што видов реакцијата на поразениот лидер на табелата Македонија Ѓорче Петров, каква беше, тие беа премногу паднати, разочарани, не веруваат дека тоа им се случи. Да. Точно така. Не, веројатно можеби не подценија како екипа, но тука валјда беше грешката за да не. Во спортот чинам дека подценувањето секогаш штети. Никогаш не користело. Нормално, никогаш во многу мал дел искористиле тие што некого подцениле. А и обратно, преценувањето исто така. Исто. Не е препорачливо. Една средина, една нормала е најдобро. А најлошиот меч да го издвоиме? Најлошиот меч, па може да се каже дека беше против Струмичка Беласица, дома. Навистина со Беласица да загуби победа дома, никој не очекуваше. Мислам дека Та беше тешка недела многу, имавме многу надпревари, ни се погоди Ѓорче Петров, па после Арсими, па вонредно коло, мислам дека вонредно коло беше Беласица, ако не се лажам, или мислам дека вонредно коло беше. Да, можеби не е ни битно, во главно. Меѓутоа за играта зборувам, не само за резултатот. Тешка беше таа недела и тешко е да влегуваш психички секогаш спремен на надпревар. Кога си во ова позиција моментално во која што ние сме, а тоа е да го одбегнеме тој бараж. Сега многу во тој надпревар Беласица беше многу подоминантна во Прилеп, на наш домашен терен беше многу подоминантна и тој пораз го прифаќаме најнормално заради тоа што го заслуживме. Тој е еден од најслабите надпревари кои што го одигравме ова полусезона и Беласица заслужено си појде од Прилеп со 3 бода. Дали психолошкиот фактор е еден од најбитните на секој надпревар? Најбитен во секој спорт и општо. Не случајно клубовите имаат и психолози. Нормално, во секој спорт и општо во живото психата е најбитното нешто. Како ја командаш психата, така и ќе те служи. Николче? Јас имам едно прашање, сакам да се надоврзам околу овој момент. Како да ги натераме психички и ментално прилепчени да доаѓаат во се поголем број на градскиот стадион? Тоа е многу важно. Јас знам дека сите сте млада екипа и сите сте гладни и жедни за победа. Ќе ни кажеш колку е стар капитенот во екипата. Зборуваме за Рифи кој што игра со двојна, игра и за младенци, а верувам дека и некои од играчите сега веќе стекнуваат искуство за прволигачки надпревари, но како да ги натераме прилепчени да го посетат градскиот стадион, без разлика дали победа игра со Беласица, дали со Арсими, со Вардарски или не знам во куп надпревар со некој четвртолигаш или со Вардар или со Пелистер. Како да го подигнеме оној да го вратиме духот. Да, духот. Да го вратиме духот.
за некој прилепчани победа е емоција, а за тие што е победа емоција, тие се верувај редовно на стадионот и редовно не поддржува. А сега моментов... Ама можеш да признаеш дека фали таа празнина. Фалат, ти си млад и не знам колку ти раскажувале порано, но фалат тие тапани, таа гужва во недела, фалат тие збунки, зборови, одењани. Знаеш, фудбалерите порано од победа кога ќе излегле на теренот, ги слушале навивачите од кај Железничка, уште на загревање како идат на стадион. Не знам дали ти раскажувале. Прилеп е познат по победа и Прилеп е познат по нашиот 12 играч. Тоа се мајмуни. Мајмуни не се активни сега веќе долго време, не се на трибината и реално е жално. Е жално што во ова тешка ситуација не се тука со нас. Како наивачи, како физички да присуствуваат, тие верувам дека ги проследуваат сите надпревари. Верувам. И нивната љубов кон победа не е минато, туку само не присуствуваат на надпреварите. Можеби поради некоја нивна неорганизација или не знам како да се изразам, не сакам да видат тие навредени. Значи покрај победа и навивачите се во криза. Нормално, тоа е самото тоа што не присуствува на надпреварите дома, не правиме муабет за гостинските надпревари. Во домашните надпревари тие не присуствуваат на утакмиците. Сега се надеваме дека ја гледаат моменталната ситуација, а не размислуваат за таа што ќе биде од лето, заради тоа што моментално победа е во криза. Сега ни се потребни наивачи. Сега е потребна поддршката. Кога е сето добро, оди добро и нема застој тука. Али сега е тешкото, сега ни треба поддршката. Многу ме интересира кои се последните зборови кои што си зборуваат фудбалерите твоите, другари, пријатели во клубот пред да излезете на терен. Многу ме интересира како се мотивирате. Еве, изгубивте со Беласица, па потоа пресврт со Македонија Ѓорче Петров, па со Вардар Неготино е пораз, па Бот со Новаци, сакате да ја зачувате победа. Многу ме интересира што си велите пред да излезете на терен. Секој утакмица различен говор, но Кој го прави тој говор? Дали тренерот е Дуни Магловски ве предводи, но верувам дека и капитенот и можеби некој неискусни. Тренерот е прв кој го дава тој мотивационен говор. А капитенот е втор и трет јас. Како заменик капитен. Добро. Кои се твоите зборови што сакаш да ги кажеш на твоите соиграчи? Секој надпревар различен мотивационен говор од сите тојца. Во главно имаме една реченица која ја делиме и навивачите, и играчите, и публиката. Тоа е срце на терен. Да, имаме поздрав инаку од Рубин Алексовски, поздрав за сите во Радио Пела. Вика сегашна икона на победа, добро за нашиот гостин. Да се надеваме дека ова икона ќе трае уште 2 децении, така? Може. Благодарам Рубин Доманите за убавите зборови. зборови. Во фудбалот, да, најдолг стаж. Точно. Во врска со публиката спомна Николче, меѓутоа јас себе моја забелешка можете да искоментирате, посебно ти Иван како гостин, дека не е толку црна ситуацијата со публиката во споредба со другите спортови. Бидејќи Победа е единствен клуб, односно фудбалот е единствен клуб каде што се продаваат влезници, не е влезот слободен. И се купуваат влезниците, дали поединечни, дали и сезонски влезници. Тоа сепак нешто значи дека фудбалот има некаква вредност која изложува на како производите на пазар и таа вредност ја прифаќаат тие што купуваат влезници, дали поединечни, дали сезонски, не е битно. Значи, сакам да кажам дека не е толку црна ситуацијата како што се мисли. И покрај оваа криза која евидентна е со години во победа и покрај влезот во првата лига беше краткотраен, една сезона и таа неславно се помина, се врати пак во втора лига, па и лани беше баражот. Значи кризата е
Меѓутоа, еве сега ќе кажуваме и понатаму дека кризата има надеж да се помине. Што мисли прво за ова за влезнициве? Дека единствен клуб што ги само продава. едно нешто, победа е победа. Дали била во криза, дали била со најголеми финанси и се подред, победа е победа. Значи и во минатото тоа го покажува и сликите кога ќе влезете во клубот во победа, дека поддршката и во кризниот и во добриот период била иста. Само сега е со помал број. А поддршката победа има и сега. Само на трибините е со помал број. И верувајте ми дека не случајно за победа се чука влезниците. срца и од дома. Точно така. Некои Точно луѓе така. ми признале дека не може да дојдат на стадион од разни причини. Работа, семејство или небитно какви. Некои викаат дека не можам да ја гледам победа во криза кога кога ќе излезе од криза тогаш да дојдам. Па сега И таква логика реално најреален муабет, не можам да ја гледам победа во криза е за мене еден несватлив муабет. Значи победа е и беше и претходниве 3-4 години во криза финансиска. Горд сум, верувајте дека сум горд кога кажувам дека ние моментално не можеме да составиме една тренинг опрема, една опрема иста за патување и една опрема иста за утакмици. Гордост е, верувајте, заради тоа што ние моментално се бориме за клубот, за боите на клубот. Доколку не сме ние играчите и луѓето кои работат, и економите, и бившиот председател Благој Чегешовски, може би победа немаше воопшто да се надпреварува сега. Али тука сме за интересот на клубот. Пред се. Значи можеше и многу полошо. Можеше и многу полошо да се случи, али пак ќе напоменам дека е гордост да се кажи дека и покрај овие услови што се моментално во клубот се бориме максимално за него. Иван, сакам да ми кажеш твое мислење во врска со комбинацијава во клубот домашни прилепски играчи, но има и од други гадови од Македонија, исто така и возрастни категории. Претежно се младинци доминираат она статус МЛ каде што пишува младинец, има сега во новаци настапите со 5 мина во прва постава младинци. Да. И четворица што влегоа сите младинци 9 мина. Што мисли за таа комбинација? Дали е нешто позитивно, дали има своја негативна страна? Нормално дека е позитивно. Често пати шефот на сточниот штаб Столе Дулемангловски се шали за тоа, вика дека као не знам колку играчи сме денеска заради тоа што пола од нив одат се уште на училиште. И има позитивни страни, нормално дека има ученици, има доста од нив се ученици во средните училишта, факултетот е далеку, се уште му е далеку факултетот. Во средните училишта се ученици многу од нив. Соблекувалната е полна со средношколци внатре. А како излегуваат накрај со училиштево? Дали имаат разбирање за часовите? Имаат разбирање, еве имаме та прилика да ги поздравиме сите кои ги допуштаат фудбалерите да присуствуваат на тренинг, заради тоа што и тој за да присуствува на тренинг, тука сигурно 2-3 часа се во прашање. Нормално. Подготовка за тренинг, па потоа тренингот Нормално дека кога завршува, па заминување така. Му дозволуваат заради тоа што во прашање и победа. Во прашање и победа и играчите како индивидуа. Сигурно и покрај училиштето некој од нив има планови со фудбал. Нормално дека ако сакаш да бидеш фудбалер, училиштето ти е во втор план. Ако сакаш да бидеш ученик, училиштето е во прв план, па фудбалот е во втор план. Тоа се микс Значи, играчи неопходна е таа определба во кој правец треба да се движи тој човек, млад човек. Дали сака да биде фудбалер? Нормално. Дали има шанси да биде врвен фудбалер? Или пак сака да се посвети на учењето? Какви ученици се? Филип Димовски 25. Сега Капитенов 20 годишен. 20 години. Единствен тука дели само да го спомнеме
Младен Љумовиќ 33 години, Петар Петровски 25 години, и тој, значи Младен Љубовиќ 33 години, ај прво за него, па потоа за Кофиловски. Младен Љубовиќ дури од Струмица доаѓа на 33 години во победа која е во најтешка криза, па дали тоа не зборува за привлеченоста на победа како бренд, на Прилеп како град? Јас така отстрана би гледал. Што мислиш ти? За тој феномен. Младен Љумовиќ, да, од Струмица, кој дојде на 33 години, али со неговата професионалност, со неговото залагање како во и надвор од терено, помогна многу за освоените бодови досега и морам да напоменам дека тој прифати и сам да си обезбедува, заради тоа што тој е женет човек, сам прифати да си обезбедува стан во Прилеп како би играл за победа. Тоа е потек за почит за сите прилепчани кои во сабота ќе дојде да го гледа на превар. Му се дај почит на тој човек, заради тоа што на 33 години ти се нафаќаш да идиш во Прилеп, да си го платиш сам станот, да си го платиш сам јадењето, за да играш за победа. Аз сум сигурен дека тој имал понуди и од многу други клубови во втора лига. Тој одбра победа во кризен период. Тоа е потек за почит и потек за пример за сите тие што ја сака победа. Да, и сега уште за Леонид Кофиловски, па тој на 20 години капитен на победа. Како се случи ова? Не се сеќавам некој на толку мала возраст да ја добил таа лента. Таа лента многу тежи. Таа лента е после тренерот е вторе капитенот. Така да дечкото заслужено со неговата професионалност ја заслужува траката. Тој заслужува да биде лидер на таа собликувална, на нашата собликувална, и нормално дека има шанса уште да биде повикан за репрезентацијата на U21 и се надевам дека обрзо тој сон ќе го оствари, затоа што сум бил дел од репрезентацијата и во квалификациите за европско и знам дека е голема чест боите од државата да ги носиш на тебе. Тоа знаме и таа химна да се испее, тоа е ежење и во најбрз можен рок му посакувам на Кофиловски да добија повик од U21. Значи, феномен до феномен. Победа која играше во европски купови, да има репрезентативци и во А селекција и во младинска, не беше изненадување. Меѓутоа сега во најголемата криза да добие повик некој, а така сите сакаме за Леонид Кофиловски, мислам дека и Димитар Шарковски. Димитар Шарковски веќе ова му е откако сум ја во победа второ собир. Феномен над сите феномени. Тоа е на голема радост заради тоа што тие се и Кофиловски и Шарковски се деца од младинската школа на победа. Значи, во младинската школа се работи нешто во победа, без разлика и на нивното бодовно место моментално во... И тие се борат за обстанок. И тие се борат за обстанок, али нешто се работи. Значи, тоа се Суперлига. Да, точно. Без разлика, значи нешто се работело низ годините, со тренерите кои биле во младинската, се работело... Пред 3 години беше шампион на Македонија младинската екипа. Точно. И го живеал Европски куп. И го победа генерација 2002 го освои купот на Македонија. Не знам дали ја знаете таа информација. Генерација 2002? 2002. Тоа е мојата генерација. 22 години. Тоа е мојата генерација. Освоивме куп на Македонија. Се не се сеќавам точно, мислам дека 2019 година беше тоа. Каде се одигра тој надпревар? Во Скопје на Петар Милошевски комплексот против Нью Стар се одигра, победивме на пенали. Тоа е уште една титула, тоа е уште една титула во витрината горе во клубските простори. И момент уште стои тој пехар, стои уште моментално во клубските простори. Нормално е исто голема чест за нас. Да, покрај сениорски трофеи, победа како клуб има и младински. Еве да речеме младински шампион прв пат стана 2003-2004. Да. Сезоната. Кирил Овезовски, знам дека беше тренер тогаш на младинската екипа. Филип Мирчевски. Моментално директор на младинската школа и тој беше тренер на таа генерација.
Да, и тој треба да го спомниме секако. За сениорската екипа, мислам дека повеќе, уште повеќе се знае дека беше 2 пати шампион. Истата сезона 3-4, но и 6-7. Точно Со така. Николче Здравевски како тренер. Да се надеваме дека Најголемото изненадување тоа се случи. нас ни остана А и за само куп да исто се, трофеот 2002 година. нас ни остана само да се надеваме дека шо побрзо победа ќе крени уште еден трофеј во сениорската конкуренција, да крени уште еден трофеј, дали било куп, дали било бехар од лигата. Воопшто не битно. Да, чекор по чекор само само. да се направи еден поголем чекор, да. Иван, иако си ти 22 години, многу млад за голма предмат би рекол, меѓутоа, гледајќи го ова досие твое, имаш многу клубови сменето. Јас не ги преброив колку се. Сега си во победа. Дојде од Поградец од Албанија. Како помина таму? Многу убав град и искрено очекувањата беа како што и ги замислував. Професионална лига со професионални договори за разлика од нашата, кои Значи организација да, на едно повисоко високо ниво, да, на едно повисоко ниво. Сериозна лига со странски играчи. Искрено тоа е едно големо искуство во овој, што кажа, 22 години. Едно можеби и најголемото искуство стекнато таму. Да, но има и други клубови каде што си бил. Претходно пред Поград, овде пишува Саса Каменица. Да. Тој е противникот сега што е Во Савот. Савот. Што мисли за тој клуб? Мало место е Каменица. Мене ми е исто така феномен. Од мало место прилично солиден тим и клуб. Тој и историски наназад бил стандарден и второлигаш, и тој клуб функционира на тој начин во тоа како Рударско што кажавте, место, да. Рударско место е одличен клуб кај што си функционира перфектно. Редовни плати, редовни примања. Има ли домашни играчи или сите се отстрана? Има и домашни играчи, но претежно хајнив бројката е од играчи кои се од надвор. И од околните места, Кочани, Штип, а и од Скопје има доста играчи кои настапува за тој клуб, и така си функционира клубот години уназад и е успешен во нивната работа. Бе, да споменеме уште некој. Беласица, Струмица. Беше таму. Струмичка Беласица, после победа ми е гордо да кажам дека е втора љубов. Морам тоа да го кажам, заради тоа што таму беа поминати година дена која се боревме за титула, исто против Прилепска победа. Само да моја забелешка. Порано една долга традиција има, струмичани најуваа и за победа покрај за Беласица, бидејќи многу струмичани поминале во Прилеп. Нормално. Уште од старо време, уште дедот и Мицко, кога настапувал Мицко Николовски, Па една и легенда. таткот и Јане, тогаш настапувале од Струмица најдобрите фудбалери, како Ванчо Дравошанов, како Јордан Митев, Благој Митев, кој имавме... Благој Митев. Благој Митев имавме и можност сега да видиме Благој на Митев. такмицата, тој ми беше исто Да, шеф. Благој Митев, јас, моја грешка е за името. Исто така, Благој Статов, голманот легендарен. Голман. Има Да. брането 5 години Голманиште. во победа, од тука замина во Белградски Партизан, шампион на поранешна Југославија. Значи, сакам да кажам, струмичани многу ја сакаа победа и им беше при срце. Веројатно тоа е заради почита меѓу двата клуба, дека се со една голема традиција. Во фудбалот и општо нема простор за омраза. Напротив, тие два клуба веројатно си има и досега имаат поштованието поради надпреварувачкиот карактер и самата традиција кој клубовите ги носат години уназад. А јас се сеќам дека еден од рекордно посетените надпревари е победа Беласица, кој ден денеска се спомнува. Нормално имаше 10.000 публика
кај што имавме можност играчите да се осетиме како фудбалери. Еден надпревар со две навивачки групи, мајмуни и ајдуци, и голема публика во Прилеп, онака на Прилеп како што му доликувам и како што сите го сакаме, беше тој надпревар. Така да се надеваме дека што поскоро ќе имаме можност пак да гледаме такви надпревари во таков амбиент. Еве да спомнам уште и Воска Охрид беше. Воска не е име на клуб кој што е, да речем, непознат се во последно време и афирмирано е доста. Воска Охрид. Точно сега пред многу колку има 10 2015 мислам или 14 формиран. Скоро формиран, меѓутоа доста издигнат. Лани играше куп финали Воска Спорт. Значи имаше шанси да го освои трофејот. Значи пак правиме муабет за исто голем клуб во Македонија, без разлика што е 10 години од нивното постоење. Надпреварува исто во првата лига, така да доста сериозен. Без голема историја, но со сегашност. Точно така. Силекс Кратово, да го спомнеме. Силекс Исто е рударско место. За Силекс веќе и подолга историја уште од времето на Дзинго. Исто клуб со традиција, едно, како што кажавте, мало место, али со доста и трофеи и убави моменти за кратовчани таму. Сигурно не треба да го забораваме Велазарими од Кичево. Велазарими од Кичево, да, ист. Али тие во главно се неколку клубови кај што Влазрими е Дрита Боговиње, Воска Спорт, тие се неколку клубови кај што јас бев позајмен играч, значи Силекс, од Силекс бев позајмен играч во Воска Спорт и во Беласица во една сезона, а од Работнички бев позајмен играч во Дрита Боговиње во Влазрими. Значи на неколку пати се случувало да клубот одлучува за моја тимнина. Затоа се тие можеби 8-9 клуба кои моментално наброј, да. Тоа е била некоја клубска политика кај што јас сум морал да одам како млад, што би рекле да се искалемам, да одам на позајмица во тие неколку клубови. Сигурно имало некакво цел твоето заминување. Еве првото заминување од Победа тие во Работнички. На колку години замина во Работнички? На 16 години. После на 16 години да те забележи некој, ја мислам тоа многу значи. Тогаш и како капитен на Победа, после освојувањето на трофејот на купот, замина во Работнички. Исто многу сериозен клуб, познат во Македонија како создавање на млади играчи, на продавање на млади играчи. Доста примероци има, ако ги набројуваме, треба многу време за колку играчи од Работнички се продале низ европските клуби. Значи, тоа е еден огромен клуб во Македонија и секако за респект и почит. И ако се враќаме наназад, Брегалница Штип, пак треба да ја спомним Брегалница Штип и на крајот Перак како почетна позиција, оваа школа Перак од Прилеп. Перак од Прилеп уште таа школа и е на високо ниво. Мислам дека пред некое време исто освои турнир некој во кој се играш овде низ Балканов во некој од држави, не можам да се сетам точно, да го поздравиме Зоран Димевски, создателот на ФК Перак Прилеп. Најдобрите моменти поминати како деца, мали дечиња. На колку години почна да тренираш? На 5. Баш во Перак? Прво во 11 октомври, или добро позната како школа кај Тони Нумовски, сите го знаеме Тони Нумовски, па потоа во Перак, да, фудбалска школа Тони во рамките на фудбалскиот клуб Прилеп. Така некако името беше различно, неколку имена смени таа школа, али да, во главно тие се двете школи поминати, па потоа сите играчите после школите од Перак и 11 октомври заминувавме во Победа. И така беше првите стапки во Победа беа така. А со Перак мислам дека имате и тука нешто освојувано. Освоивме турнир на
балканско ниво, екипи од Албанија, од Грција, имаше турнир баш во Новаци беше тој турнир, кај што Перак Прилеп од 6 утакмици имаше постигнато 1 гол, имаше примено 1 гол, а постигнато 7 во тој турнир како деца. И беше освајувач на тој турнир. Значи од мал се навикна да не примаш гол. Може би, не знаем, може би. Значи некојаш може така се зборува низ народов, како ќе се навикнеш од почеток, така и ќе продолжиш. Може би. Дај Боже да е така и понатаму. Сега еден момент сакам да го искоментираш. Многу често ги менуваат клубовите сега играчите. А јас се сеќам како дете дека Ристо Глигоровски, уште го гледам из градов, центрафорот на Победа, легендарен и на Вардар од Скопје, кој 3 гола му има дадено на Белградски Партизан кога беше шампион на Југославија. 5-0 беше резултатот во полза на Вардар. Значи еден феноменален играч. Тој има поминато во Победа не без прекин 8 години. Од 1970 до 1978 година, потоа појде во Вардар. Дали тоа е невозможно сега во овој 21 век во знаете како нови се сега времена, нови се инфраструктури, нови правила во фудбалот, се е апсолутно ново и сега клубови се менуваат и на 6 месеци и на година. Нормално има и фудбалери кои настапуваат. Нормално има и играчи во клубови кои настапуваат во нивните клубови од академија па се до сега до прв тим и се уште се нивните клубови. И сега е нормално во ова ново време, ајде да го кажеме, да се менуваат клубовите. Меѓутоа, еве моја забелешка. Моје чудење како може клуб кој ги менува толку брзо играчите да бара уигрување. Победа, кога беше во прва лига, имаше и слаби резултати и слаби игри, објективно ги броев јас 48 фудбалери се смени. Како може да бараме ние навивачите да навиваме, односно да и тренерите, стручњаците да бараат од играчите во игрување кога премногу се менуваат тие играчи. 48. Прашањето е на место, но тука за конкретно за уигрувањето си е задолжен тренерот, па може би и тука Победа барал... Дали е немоќен и тренерот да постигне такво ниво? Биче тие 48 влегле во игра, сите влегле во игра. Нормално дека е потешко да имаш пример, еве Арсими, моментално ќе го земеме како пример, Арсими е со истите играчи од како се пласира во втората лига. Значи тоа е од 2022 или 2021. Значи тоа се 3-4 години екипата е иста и моментално истата екипа се бори за влез во прва лига. Така да нормално дека се поголеми шансите доколку имате еден кадар ист на играчи да продолжите со нив низ првенството едно, второ, трето, па може би да освоите и титула и да се пласирате во повисок ранг, отколку да ги менуваат играчите на секоја сезона или полусезона. Се зборуваше едно време дека некои играчи кои што се долго време заедно и со врзани очи би можеле да се проиграат меѓу себе. Нормално, тоа е точно. Се надеваме дека од лето па натаму и во Победа би се случило така да многу минон нас во соблекувалната ќе останат за доброто на клубот, нормално. Нешто сакам да те прашам за почетокот на кариерата. Дали веднаш се одлучи да бидеш голман или на некоја друга позиција? Не е чудно дека и веднаш да си се одлучи, бидејќи татко ти беше еден врвен голман. Татко ми беше врвен голман, ама и дедо ми беше врвен бек. Да, одбранбен играч. Така да, не, искрено не, играв и шпиц, играв и штопер, поради висината. Пробав, али реално пресудно беше заради тоа што мојот татко е голман, нормално, без никаков домашен притисок дека јас морам да бидам голман. Напротив, татко ми, јас мислам дека денес имаше слобода на избор. Имав слободен избор во било кој спорт во се, но се одлучив да го наследам татко. И да дај Боже и подобро од него.
Па сега успехот е уште поголем ако наследникот е подобар. Нормално. А нема да ти биде лесно, верувај, бидејќи Олд Трафорд да се достигне Олд е Трафорд. многу тешко. Англија, Македонија 0-0, а најдобра одбрана на CNN. Точно така, па потоа и Дали треба уште да образложиме? Не треба после тој надпревар, да, можеби и не треба ништа, али нормално тој како родител. Сигурно си ја гледал таа снимка. Кој знае колку Таа се уште има исто и снимка што е исто често пати прегледувана Таму на мене и само верувам светски звезди успевале да го свртат вниманието. често исто снимка што верувам дека не само од мене, туку и многу од луѓето кои живееме во државава е прегледувана, тоа е Македонија Шпанија 2-3. Македонија Шпанија 2-3. Пријателската утакмица која се одигра на отварањето, мислам дека е таа на националната арена Филип II. Така е, со двата гола на Горан Пандев. Точно така, да, 2-0 водеше Македонија на полувреме, па потоа Шпанија како Шпанија 2-0, 2-3. Исто така голем надпревар за Македонија и убаво кажано дека само со таа 0-0 Трафорд би требало многу да се измачам за да го надминам таа. Иван, кога сме кај голманите, мора да го прашаме. Кој му е идол без ајде да видиме дали тато е идол или има се уште голман кој што сега му веруваш? Нормално дека идол е Јане Николовски и нема друг идол. Сите Добро. други се само да ги видиме да се сочиме со современата технологија на бранење или нешто. Так, од денешните голмани кој вака голман ти парира тебе на твоите? На Куртуа од Реал моментално е еден од најдобрите според мене. Не мора да значи, може некој има друго мислење, затоа фудбал е интересен. Сите имаме различно гледиште али моментално според мене најдобар тип од Куртуа. Морам уште малку за таткото ти, Јане. Ајде, нема проблем. Бидејќи јас сум и современик на тие случувања и сведок. Но и тука го вметнувам и дедо ти Мицко. Тоа е еден пример за мене како човек, ако навистина вреди, треба да има верба и силна волја за да успее. Татко ти Јане беше во победа во таа конкуренција, чинам дека дури и трет голман. Трет голман. Значи не е ни резерв на клупата. Колку што се сеќам, така беше. Меѓутоа секој ден кога се гледавме со дедо ти Мицко, Мицко ми викаше вака: Зоране, без разлика што Јане е трет голман, Јане ќе биде репретативец. Секој ден тоа, не само мене, секаде, каде што одеше, ако беше тема фудбалот и победа, тој тоа го кажуваше секогаш. И што се случи? Јане замина во Преспа, беше најдобар, таму мислам дека го крева и на раце, Преспа, одресен, бијќи Пелистер е во близина, Пелистер го следеше и го зеде за голман во Пелистер. Во Пелистер се покажа исто така и таму го крева на раце, и овде имаше гостувано против Победа, за Победа бранеше тогаш Гоце Груевски. Од тука слога и Магнат колку титули освои и за репрезентација еве што спомнав. Значи тој стигна од најдолното ниво каде што беше, дали намерно, ненамерно, се не навлегуваме што се случуваше, меѓутоа тоа покажува дека и на најдобриот може да му се случи да биде во сенка на другите, во тимот, но ако тој верува на што преска спомнавме за психологијата, за вербата, самото вербата и силната волја. Дали ова го имаш земено пред, дали го знаеш? Нормално и со разговор на татко ми нормално дека ми ги има кажувано случаи што сега ги напомнавте и многу и подетално како се случило, што се случило. Така да нормално не случајно викам дека тој ми е идол, заради тоа што патот кој што го поминал тој го одам сега јас. Исто се почнува
се почнува од малото, подиш на големи нешта. Убавото нешто што сум во предност, да кажам минимална, е тоа што ги поминав сите младински репрезентации на Македонија и имав простор да искусам малку порано татко ми. Тој замина директно за А селекција, беше повикан пред сите други. Тој беше повикан прво за селекција, немаше настап ниту за U21, ниту како сега за U18 и така натаму U19, него беше директно повикан за А селекција. Така да чекориме кон тој пат, се вложуваме максимално за фудбало и со надеж дека и понатаму овде пак ќе се имено на некое многу повисоко ниво. Да, и ова е многу пријатен за нас разговор. Меѓутоа, да потенцирам дека предуслови сега постојат за ова да се оствари ова што се твоите планови. Нормално дека постои и како велиме како народ, надежта умира последно. Па така и кај мене. Надеж има се уште. Кажавте, јас сум млад, ја имам 22 години. Голман се прави на 30 и на 25 и на 26 и на 35, така да времето ќе го оставиме да си оди и по природен пат нештата да се решава понатаму. Сега би сакал и уште за нешто од клубот, бидејќи јавноста, овие сите што го сакаат фудбалот во Прилеп, ја сакаат и победа, сакаат да разберат и нешто повеќе од новостите. Сега пред малку спомнавме за едни реформи што се најавени во победа, а мислам дека и се случуваат, бидејќи таму кога се надпревари последниве 2-3 надпревари, гледаме и нови лица, некои што најверојатно ќе дојдат по овие административни промени и работи што би требало да се поминат прво, па да дојдат тие реформи. Како вие гледате како играч, ти, например, како Иван Николовски, што има слушнато, што се случуваше, на што си сведок? Моментално што и да се случи, би било подобро во победа. Победа моментално ви кажав, нема една комплет опрема за тренинг. Индивидуално некои играчи полошо не може да се случи, освен да не постои клубот. Полошо не може да се случи од ова. Сега, нормално, ние обавивме разговор со новите кадри кои ќе дојда веројатно. Имавте некој состанок? Имавме состанок, да, во клубските простори со неколку лица. Значи, оставиме прилика да се кажат тие јавно, нема да ги именуваме кои се, што се и како се, но имаме од нив голема поддршка, како и во терен, така и финансиска. Значи, имавме премија за овој надпревар сега со новаци. Имавме исто. Ова е прва премија во овој период? Ова е прва премија, да, за. Значи ете новото се случува. Новото се случува полека, да му оставиме, предлагам време на луѓето да се снајде, да се адаптира, заради тоа што многу од нив и не се од нашиот град, да се адаптира на Прилеп, на клубот, и после мислам дека има седмица на 23 или 24, не знам точно. По Великден сигурно. По Великден има седмица закажано, тоа е собрание, не седмица, собрание има закажано, така да ги оставиме да се заврши работата онака како што доликува и да гледаме само напред и позитивно. А мислам дека тие луѓе ќе донесе нова позитива и нови топли брани за нас. Добро, и сега вака би завршиле следен надпревар со Саса, меѓутоа не само Саса, тука и гостувањето на Вардарски и дома со Осогово. За првиот и за наредните два меча, што да се очекува? Дали може тука да речеме 9 бода максимум? Можно е, зошто да не? Тоа се директни конкуренти. Последните и Вардарски и Осогово два што ги напомнавте се директни конкуренти за одбегнување на тој бараж. Каменица Саса ова година е на средина од табелата, каде што е исто еден многу сериозен противник. И пак ќе напомнам, има редовни примања и самиот тоа кажува дека тоа е сериозен противник. За жал така почнавме да ги гледаме работите моментално. По тоа некое мерило се гледа каков е и клубот. Од времето, само да забележам,
на Ацуля покоен Александар Забрчанец. Тогаш вака се зборуваше во негово присуство. Кажи ми колку е буџетот на клубот, ќе ти кажам на кое место ќе биде на крајот на сезоната. Точно така. Саса е Тоа најверојатно сега важи и уште повеќе. Саса е нормално озбилен противник за нас, во кој ние ќе гледаме да ги задржиме бодовите да остана во Прилеп на секој можен начин. Се враќа Кофиловски сигурно во конкуренција. Се враќа, тој беше поради 5 жолти картони, не беше присутен на надпреварон, играше со новаци. Сме комплетни сега. Боже здравје, оваа недела да се истера како треба, без повреди. Што се планира во оваа недела до надпреварот? Тренинг. Како секој ден? Нормално, секој. Од денеска па до сабота тренинг и професионалност нормално како што ни доликува на еден спортски клуб. Нормално. Иван, ти благодарам од срце за гостувањето во наша емисија Спортски журнал. И во следна прилика со други новости и со други нови позитивни работи во Победа. Ви благодарам Ива за поканата, ми беше исто чест и задоволство што можевме да си помуабетиме, да се кажи на убав начин за нашата прилепска победа, па со Бога напред следната покана да биде и да правиме муабет за титулата, не да се бориме за да го одбегнеме баражо, да се бориме за титулата, па да правиме муабет како да се собираме за да ја кренеме титулата во Прилеп. Благодарам за поканата. Во следна прилика со што подобри вести и понасмеани лица. И секако отворена е нашата покана и за други членови на клубот, други представници на клубот, можеби и овие нови што ќе дојдат сега. Нормално, новите кои ќе дојдат, нормално тие ќе се јавни личности и ќе се покаже во јавноста, само да му оставиме малку време на луѓето, да се стрпиме уште некое време, доста време веќе трпиме, не оди се преку ноќ, така да му оставиме време да се адаптира луѓето, да ги следа работите правно. Откако ќе ги следа правно, јас сум сигурен дека ќе ги исплатат и обврските кои се према нас играчите и во клубот. Благодарам, сега одиме малку со пауза, а потоа оние што ги најавивме содржини за другите спортови, а имаме и снимка во врска со вчерашните случувања во пинг-понгот.